Стигнуваат Vikings. Да, Не, ова е елегијата. промовираме добра музика, секогаш во утринска на Телма, пред се убави и квалитетни работи. Денеска, малку повеќе минути за хип-хопот во Македонија. Елди Пистолеро спомена Владимир Пешков, дел од легијата, добре ни дојде. Добро ве најдов, Да фала на знаеш колку поканата. време со цеците да го бараме, но неизина дефинитивно и голема желба легијата моравме да ги имаме, а знаеш дека и приватно сакаме да испромовираме се што легијата прави како творештво изминативе години. Е, баш ми е мило. Да, дека 3076677 ве очекуваме да ни се јавите ако сакате да добиете подарок, односно најновиот албум од легијата насловен е Легијата на проколнатите. За што зборува всушност најновото музичко издание од вас? Извини мала дегресија, инспирирано од токму Vikings. Да, викинзи. Welcome in the club. Фала. Па авторот може да си го прашате за тоа, али пошто ми е многу близок и у цел процес учествував, така да мислам дека инспирацијата е тоа, ама оригиналноста е задржана до максимум. Дефинитивно на легијата. Ајде да малку да го опишеме Карактерно. најновото музичко издание на легијата. Карактерно, не знам, ние сме 10 души, го твориме некои 15 години. Албумов ни е најтазе издаден пред неколку месеци и 16 песни има, едно интро и 15 песни. Сите сме на него заедно. Значи сите членови, пошто обично парцијално се појавуваме поради тоа што сме многу, нели нормално. Ансамбл, те Не можеме да се собереме. И кажува доста сериозни работи и малце да речам созреани текстови во однос на тоа што сме го правеле некогаш. Што е нормално да Што е нормално со самата возраст и годините си носат свое. Моменталната ситуација помешана други со текстови, тоа. други емоции, така. Да. Па добро, тоа и природно е за еден артист, не само хип-хоп артист. Генерално. Генерално сите што се занимаваат со музика во која што има текст, мислам дека Меѓутоа ќе се сложи дека особено се во трудат да звучи хип-хопот посериозно. знаат артистите многу често да се поистоветуваат со оние секојдневни социјални, политички, општествени теми, па и да се претужат во добри музички. Хип-хопот е таква музика, Така. пред се измислена за да го критикува тоа што не е во ред, во општеството, во тоа што ги обкружува во секојдневниот живот и слично, и самиот тој стил на рецитирање и сите тие теми за кои што се рецитира со текот на времето се зголемуваат и буквално хип-хоп е музика во која што можеш да напишеш нешто за било што. Сега ќе те прекинеме бидејќи видели се зголемуваат, ја знаеме дека легијата изминатите 15 години има веќе армија од слушатели и конзументи на токму на вашата музика. Да го поздравиме првиот кој што се вклучува со нас Да, во овој разговор. напрашуваат од режија, 3 албуми имаме, така што вклучуваме и тројца гледачи. Добро утро, добар ден за кого? Добар ден, за Веса. Како сте во утро? Убаво. Одлично. Чисто само да прашаме. Сепак стана збор за дама. Дали досега имате слушната за легијата? Да, али сакам и албумот. Апсолутно ќе го имате во вашите Биде во раце. Телма, така што можете да дојдете уште денеска по завршување на емисијата и да си го подигнете. Како ви се допаѓа нивната музика? Сакате ли хип-хоп? Ви ценам како музичари, да. Супер, баш ни е драго. Подарокот е во Телма, па ве чекаме да си го подигнете. Ако имаме уште некој на линија да го вклучиме, добро утро и убав ден за кого? Ајде вака, ќе оставиме само накратко бидејќи и Владимир мора да го испратиме на работа, така што ќе ги вклучиме гледачите веднаш, Добро, барем во накратко режија. да споменеме за албумот бидејќи најчесто пример на цел ни е и тоа. Меѓутоа ги чекаме гледачите. Владимир, помина само многу мал период од официјалната нели промоција 7 мај, ако не се лажам, беше. Не, беше 7 мај. 7 мај. Ја те чув 10. Не, 7 мај. 7 мај, меѓутоа тука беше и промоција на новиот сингл и впрочем нели видео нема втора шанса, впрочем ќе го погледнеме по Така, нема втора шанса, беше промовиран малце пред албумот, пред 7-10. И промоцијата беше слушачка во МКЦ, во фоајето Фросина, обично таму секогаш ги правиме нашите промоции и освен албумот како албум, спотот што излезе претходно, за сега тоа е промовирано јавно и Каква е запремано уште реакцијата некои работи. мислам дека помина колку 7 или 8 години од првиот албум? Првиот албум, да, Официјално. 7. Да, веројатно луѓето кои што особено ги ве сакаат и ја слушаат вашата музика, ја ценат, чекаа некако многу долг период за да слушнат и добијат некое ново вакво издание. Па каков е фидбекот досега? Па фидбекот е добар поради тоа што ние како соло артисти работиме цело време, не сме само група што се појавува од една временска зона у друга, туку
го држиме народот буден и му даваме музика цело време. Значи буквално ние снимаме цело време. Без разлика дали сме јас и Тони или јас и Струја или Струја и Тони или Чаки и Гоце, ние ностоп правиме музика. Како групација е малце потешко да се соберете и да снимите нешто, чисто ради тоа што патот не дели сите и животите и малце тешко е да го споиме после толку години. Дали на настапот на Здраво млади се собравте сите? На настапот на Здраво млади бевме сите освен Таз, затоа што Таз е у Лондон и не можеше баш да присуствува. А Джака се врати, а сега не е пак тука. И тоа не е задниот настап што сме го имале, беше у Скопје и сега за сега мислам дека нема во нашиот роден град до крајот на годината да направиме уште нешто, ама на крајот на годината спремаме така некој по-голем концерт. Одлично. Имаме гледач? Имаме гледач, да му дадеме предност. Добар ден. Повелете. Добар ден. По програма сте, повелете. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Кого име на линија? Владимир. Владимир, дали сте голем фан и конзумент на дефинитивно музиката на легијата? Па да. Одлично. Ние ќе ве наградиме секако заедно со Владимир сме тука да ве наградиме барем од едно од оние изданија најнови кои што се Тазе, печатени мирисат Тазе, така што ќе ве чекаме во просториите на Телма да си го подигнете и овој подарок од легијата. Договорено? Благодарам многу и поздрав до гостинот и до вас. Благодариме. Навистина благодариме. Благодариме. Ајде го вклучиме на брзинка и следниот и веднаш потоа ќе продолжиме секако со диалогот. Добро утро, добар ден за многумина веќе. Дали се слушаме? Па и со кого разговараме во утринска на Телма? Се слушаме веќе? Во програма сме. Ништо, ќе замолиме бидејќи навистина е кусо, да, кусо ни е времето, ќе го ставите вашето име и презиме во режија и секако ќе бидете обитник на ова трето, прочем, наше тука CD. Сега сакам да споменам, Владимир, Шурикен Рекордс обавезно тука ви е во таа во вашата мрежа на легијата, меѓутоа овој пат и даб музика е вклучена? Да, Даб за музика му доаѓа? Па нема везе, цело време го зборам истото, па зашо не и сега, после толку години како што спомнав преска, чисто ќе кажам дека можеби ниту еден посериозен, да го наречам, спонзор или поддржувач не ни излевал у пресред за тоа што го издаваме. Нонстоп е од наша страна, ние сме и екзекутив продусерс и издавачи, all inclusive буквално. И после толку време даб за музика имаат некој проект што поддржуваат бендови, ни излегува во пресред и благодарни сме. Јавна благодарност до нив. Да, спомена голем концерт некаде кон крајот на годината, но во текот на летото што ќе се случува или можеби ти како Илди Пистолеро настапи, како одат плановите? Сега за сега немаме договорено хит да направите со DJ Госесав, па и што со некој, зашто да не? Да, не можеме да, мислам, работиме, ама работиме и на други ствари, знаеш, малце некогаш ти се отргаат интересите према едно за да ги посветиш повеќе на друго, ама никогаш тоа не е на нула, негде да е 100%. Настап сега за сега брзо време вака не ми текнува, нешто за Битола се спомнува. Во текот на летото, така? Во текот на летото, да, меѓутоа не би кажал ништо сега затоа што после да не испадне. Ти ќе ни пишеш SMS, ние ќе го објавиме тоа. Обавезно. Супер, јас би сакал да те прашам, знаеш дека една од најчестите локации каде што се случуваат оние култивирани убави настапи и настани впрочем се Бадубар. Ќе поздравиме за успешната реализација впрочем на ова катче во Скопје, каде што знаете да ги селектирате. Го покажав на Марко пред 2 години и се заљуби. И сега таму сме залюбени, уживаме секако во прекрасна пијалата, меѓутоа и уживаме во оние викенд свирки. Дали Бадубар ќе има интересна програма во текот на летото? Кога сме кај Бадубар, прво фала на поздравот, фала за убавите зборови, многу ми е мило. Би ги поздравил партнерите мои Шуциоли во оваа прилика. Оние почнаа приказната, јас станав дел од нејзе малце после отварањето на Бадубар и ми е многу мило. Кога сме веќе кај програмата, уште вечер би ве викнал сите и вас особено. Пуштаат Тони и Нено музика, се поклопи некако. Сериозно? Да, вечерва баш они имаат проект се вика Цветот на сетот, Тони и Нено пуштаат заедно, они се моите 20, нели, 33% сум ја, они се 30% од Гринаут и ќе пуштаат вечер така да бујно дојдете сите, секогаш гледаме да испромовираме македонски артисти, македонска музика,
добра музика пред се и да останеме на тој Значи, левел. оно што го правиме ние, го правите и изградување. вие. Па, Ните да, на друго, некој бидејќи начин, летото да. со Баду секогаш знае да биде прекрасно. Тоа мора да го Ние поентирам. секогаш одвојуваме простор за убави работи, квалитетни, особено за македонска музика и можеби некои знаат да кажат дека е чудно ако промовираме хип-хоп во утринска, но јас велам напротив. А не е Не е чудно. чудно заради тоа што има, мислам, треба да Јас ги ќе кажам, задоволиме сите вкусови. јавно ќе кажам дека секаде перцепцијата на утринските шоуа, секаде во светот се шоуа, не се нели емисии кои што се посветени само за една целна група, туку затоа имаме шареноликост во гостите. Сега твоето прашање, односно одговор да ова. Така, па, не знам, хип-хопот обично не е многу сериозно сватан, баш поради тоа што сите мислат дека можат да пуштат 3/4 и да кажат било што. Врз тоа, сега живееме во време на камери, што имаат сите камери, предна и задна, две имаш во еден GoPro, птичја перспектива, ова. Све, она. од све што сакаш и се снимаш и можеш тоа слободно да го ставиш на YouTube да го видат Зашто не? сите. И сега обично нашиот народ е сирџиски народ, за жал. И секогаш попрво ќе му даде значење на тоа, на таа глупост, него ли да слушне некоја суштинска хип-хоп И да го даде песна. аплауз за тие И слики, кога ќе верувам. видат како една цела слика некои луѓе што не знаат што е хип-хоп, викаат, где глупости тропаат. А не е тоа. Јас Да. секогаш велам, треба суштински да се Треба навлезе во... суштински да се навлезе и да се слуша и да се бара поентата, пошто во све има поента. Ако не бараш поента во нешто, нема никогаш да Залудно. најдеш. Може заедно да навлизаме суштински во... Чекај сега, сакам да прашам, зашто говори нема втора шанса? Нема втора шанса. Критички осврт на што може би? Критички осврт на све тоа што ни се случува во моментот и е некој начин на мотивација за другите да Генерации. втора шанса има, меѓутоа метафората во насловот би Го требало кажува. сите да ја сватат многу добро. Голем поздрав. Се гледаме вечер во Баду. Да, Поздрав на а цела сите екипа на заедно уживаме и суштински навлегуваме во легијата и нема втора шанса. Викаш дека ме сакаш, дека се даваш за мене. Кога заплакана трака, тогаш се загол на себе. Дека идеме до крај на патот е непознат терен. Би ми била верна мене, како што сум ја на ова верен. Дали си спремен да ми бидеш пријател, да гинеме еден за друг во рајот, бел и пекол од врел. Потегот е смел, пука беда. Треба да знаеш дека кога требам со тебе, ке бидам секад, никад нема да биде твој чекор сам. Ама признавам дека сум многу заебан, како на замган. Влага му фрка, си спремен за фајт. Влага му трка, дали си спремен да изгинеме на овој мајк. Го брана мојот идеал на самураја, тоа прави некад моите дни да бидат тажни. Знај, ти били споделило тие горчини, за да заедно водно гледаме пак височини, за да се вивнеме до врвот и доле пак. Зашто животот се поделен на јен и јанг, ден и мрак. Дали сте спремни за мене и мојот ден, тогаш се почиња тука сите заедно рефрен. А пред зависите да паднат, нема втора шанса. Една стоколна ти никад нема назад. За нас знаат, за нас газат, у нас страна ке настрадаш. Не прав рап кадар, за тоа бака се понашам. Нема втора шанса. Една стоколна ти никад нема назад. За нас знаат, за нас газат, у нас страна ке настрадаш. Нека ти раскажа. Свртено е вниманието на целата ра. Преку бука во глава им дише мозокот пар. Последниот супер сар, со критичниот сар. Спремен со цела екипа, го спасувајќи го рам. Во зидот со глава, веќе години назад. Но се повеќе не има, веќе малтерот паѓа. Системот бара ресен, маса е критична жешка. Да скрши материјален свет со материјални нешта. Не се битни годините, да сме стари од деца. Одликавите жици, да се златни ни пречат. Не дека нам ни е црно, туѓи маки ни тежат. Гласовите на неслушнатите во глава ни ечат. Секој сака во крупот на топло факел до гори. Додал ке влезе во оган за братот да се бори. Во најтемните мигови, кога треба да си човек, дали седеш на страна и стравот проголтува совест. Само еднаш се умира, храбро нема втора слава. Не треба да изгубиш битка, никога власта мава. Од денес за утре, правам со срце, не со глава. Ако загинам за слобода, нека не ме жалат. А пред зависите да паднат, нема втора шанса. Една стоколна ти никад нема назад. За нас знаат, за нас газат, у нас страна ке настрадаш. Не прав рап кадар, за тоа вака се понашам. Нема втора шанса. Една стоколна ти никад нема назад. За нас знаат, за
За нас газат, una страна ке настрадаш. Нека ти раскажат. Дали си спремен да скокнеш за мене? Кога ќе дојде првото време и денот ќе биде сив и темен? Од кога сам за себе, стилот е ваков, ги твојам луѓето од не луѓе во живо и во рапов, јас сум таков. Дај ми рака ќе ти дадам две, дај ми мотив за уште, од срце ќе ти дадам се, но секој ден запознавам камикази, верувам се е окей, но превентивно ми се пази, доверба се губи за една секунда. Осеќам понекогаш кога си на вечер до касно будна, вистина е дека не сме сите исти, но не е исто тоа што го прават кога ти го прават блиски, толку прозирно што гледаш само низни. Чим ќе најдете лек за ова, може се до тогаш Дизни. Замрзнат како психопат со идеали, вчера премногу боли, за денес дупло да му фали, во оган со боса нога. Верувај до смрти назад, што и да кажат, зборот е безвреден во лага, се што реков нека стои како молитва за ти и ја, за нас и сите ние, за почити чиста вистина. А пред зависите да паднат, нема втора шанса, една проколнати никад нема назад. За нас газат, una страна ке настрадаш. Сме прав рап кадар, за тоа вака се понашам, нема втора шанса, една проколнати никад нема назад. За нас газат, una страна ке настрадаш. Нека ти раскажат. А пред зависите да паднат, нема втора шанса, една проколнати никад нема назад. За нас газат, una страна ке настрадаш. Сме прав рап кадар. Follow me, tell me if you feel me. March on the street scene, finest. Check out when I wreck out, throwing backs now. I blow the steam out my knot when I'm blowing up the spot. Follow me, tell me if you feel me. March on the street scene, finest. Check out when I wreck out, throwing backs now. I blow the steam